што Цвајнштајн, јас секој ден така си станувам и сега имам исто, некако, исто ми почнува денот, исто ми завршувам, но многу се забавувам во меѓувреме. Добро, имаш некој проблем во однос на тоа? Па не, ама, например, не знам, еве, што е тоа време? Дали можеш да ми објасниш што е време? Па, време е како... Никогаш не сум ја знал дефиницијата за време е... Знам дека го одредуваме кога гледаме на часовник. Така е, да. Но цело време мислиме се додека ова се случува овој коронавирус, дека ние го трошиме времето од дома, или може би го искористуваме паметно. Јас мислам дека може да се користи паметно без разлика на тоа што сме дома. Наставничката, да не заборавиме, ние се размоабетивме, а имаме час природни науки за прво оделение, така? Така е. Здраво, наставничке. Како сте? Во научи вашиот поздрав. Добар ден, дечиња. Јас сум наставничката Билјана и денеска ќе имаме час природни науки за прво оделение. Дали имаме некаква презентација? Најверојатно. Така, имаме. да. Ова поставам дека е таа. Под број 1. Точно. Таа? Да. Во ред. Еве, само кликнете кога сакате да смените. Денес имаме тема одгледување на растенија, живи суштества за првачињата. Целта денеска за учење ни е запознавање на учениците со растенијата како живи суштества. Интересно. Да, многу интересно. Насекаде околу нас има живи суштества. Има 3 видови на живи суштества, а тоа се луѓето, животните и растенијата. Прво да започнеме што е живо. Живо е се што диши, се што расте, се што се развива, се што старее и на крај умира. Со сето тоа велиме дека е живо. Значи живи ни се луѓето, група на луѓе, група на растенија и група на животни. Во групата на животни спаѓаат и птиците, тоа да не го заборавиме. Дали растенијата се живи суштества? Да. Точно. Само што научивме. Така, што им е потребно на растенијата за опстанок? За да биде живо растенијето потребно е вода. Еден од најнеопходните фактори потребни за растењето и развивањето на растенијето. Потребно е оптимално количество на вода. Втор важен фактор е почвата за растење и опстанок на растенијето. Исто така, мора да напоменеме дека различни видови на растенија имаат потреба од различни видови на почва. Па потоа делиме многу видови на почви, која што имаме хумусна, која што таа може да се сади и да се одгледува, меѓутоа има и почви кои што не дозволуваат да расте растенијето, односно почви кои што пропуштаат водата. Трет фактор, потребно е многу светлина. Значи, имаме природна светлина и вештачка светлина. Природна светлина ни е сонцето. За разлика од природната светлина, доколку сакаме да одгледаме некој растение во текот на зимата, а немаме доволно светлина или топлина, користиме вештачка светлина и топлина. Главен извор за енергијата на растенијата. Растенијата сами создаваат храна преку процесот на фотосинтеза, во кој атмосферскиот јаглерод диоксид се претвара во едноставни шеќери и при тоа се користи енергијата од сончевата светлина. Што сака со ова да каже? Дека растенијата испуштаат кислород, кој што ние го вдишуваме, а примат јаглерод диоксид. И затоа велиме дека е многу убаво да се оди на планина. Зошто? Бидејќи таму има премногу кислород, премногу дрвја, премногу кислород. Значи да го запазиме ова. Растенијата испуштаат кислород, а впиваат јаглерод диоксид. Го примаат, односно го се преработува и го примаат како храна, како едноставни шеќери. Топлината исто така е битен фактор за животот на растенијата. Топлината од почвата и од атмосферата имаат големо влијание. Односно, оптималната температура е потребна за процесот како секој растение мора да се рти, за дишење, за фотосинтеза, за цветање и се понатека до развивање, односно растење на растенијето. Еве,
Имаме тука една многу убава слика и вели ти растеш и растенијата растат. Можеш да растеш, но само ако го имаш тоа што ти е потребно. Тука ни се представени дечињата покрај дрво и за дрвото не за џабе се ставени некои срциња. На нас луѓето што ни е потребно за да растеме? Многу Храна Така. и вода. Храна и вода. Така, сонце, топлина, светлина. На растенијата исто така им се потребни храна, кои што примат преку минералите од почвата, вода, сонце, топлина, светлина. Значи имаме заедничко ние луѓето и растенијата и по тоа сме слични бидејќи сме живи. Рековме дека растенијата се живи суштества. Само да повториме. Како растат растенијата? Дали тие одат само нагоре? Растенијата значи не се движат лево десно, туку тие значи како што ќе се насадат, растат значи само нагоре. А како доаѓа до растение, кој ги создала растенијата? Ги создала Природата. Природата, точно. Меѓутоа, еве како може некој цвеќе да изникне. Еве им го откриваме ова на дечињата. Можеме ние да ги насадиме, а може и некоја птица да со своето клунче да си земе, па да и падне во лед. Кај што ќе падне, може би сте виделе, сте забележале некаде покрај пат цветче само едно да изникне. Да. Е тоа. И паднало, значи, семчето на птицата од клунчето и на тоа место изникнало цвеќе. Така, значи да повториме што ни е потребно за растението да биде живо. Светлина, вода и топлина. Топлина. Така, светлина, вода, топлина. Почва. Така, хранливи материи. Следува делови на растението. Почнуваме од долу. Коренот, тој ни е најбитен. Коренот се наоѓа под земјата. За коренот да може да изрти, да никне, потребно му е доволно вода, така, не му треба светлина на коренот, меѓутоа му треба топлина, минерали, односно хранливи материи и вода. Потоа доаѓа стебло, оваа шуплина празна што е вонатре, имаме стебло, лист и цвет. Од коренот, според примање на водата и хранливите материи, поминуваат преку оваа празнина, шуплината од стеблото, со кое што се нарекува спроводник, доаѓа прво до листовите и на крај до пупката, па на крај се оформува цветот. Значи треба да има многу листови за да дојде на крај цветот. Видови на растенија. Сите цветни растенија имаат исти делови. Растенијата се разликуваат во големина, некои се големи, некои се мали. Листовите може да бидат различни по големина. Листовите и цветовите може да бидат во различни бои и форми. Плодовите и семињата може да бидат со различни големини, форми и бои. Стеблата може да бидат тенки и долги или пак дебели и кратки. Ова е тоа што го учат правачињата. Сега тука можеме да забележиме нешто. Ова се растенија кои што ги вкусуваме, ние ги јадеме. Значи ова човекот ги сади. Но забележуваме дека овие растенија каде растат? Во под земјата, да, во земјата. Растат под земјата. Значи овие растенија растат под земјата, а на врвот им се само нивните листови. Значи под растението се наоѓаат коренчињата. Ова се другите растенија кои што растат над земјата. Значи тука плодот се наоѓа над земјата и гледате колку многу листови има и растението расте. Исто така доматите кои ги сади? Исто луѓето. Така, луѓето точно. Видови на растенија. Постојат повеќе видови на растенија. Значи имаме, односно, сега ќе ги наброиме трите вида. Копнени растенија, растенијата кои што се раѓаат на копно, живеат на копно, стареат и умираат на копно. Копнени растенија кои што ние најмногу и ги знаеме. Имаме водени растенија, растенија кои што се целосно потопени во водата. Како алги, например, така? Така, имаме пловечки растенија и мочуришни растенија. Ако може подобро да се види, еве имаме тука растенија кои што се целосно во водата, кои што тие живеат во водата. Имаме растенија кои што пловат
и растенија кои што се наоѓаат во мочуриште и што успеваат да живеат само во мочуриште и на ниту едно друго место. И сега имаме нешто ново, сакам да ве прашам. Дали растенијата ги користиме во исхраната? Да. Точно. Да, секојдневно и е добро да ги користиме. Така. Рековме дека растенијата се насекаде околу нас и дека тие прва фаза ни даваат живот, значи ни даваат кислород, односно повеќе чист воздух и повеќе воздух од атмосферата, значи освен од воздухот од атмосферата. Кој ги создал растенијата? Растенијата, природата. Така, супер. И сега, дали растенијата спаѓаат во групата на здрава храна? Се разбира, најздравата храна. Најздравата храна спаѓаат растенијата. Да видиме малце нешто понатака. Да видиме каде се садат растенијата. Растенијата рековме дека или се од природата или човекот. Кога ги засадил човекот, кога ги засадува растенијата, ги засадува во неговата градина, доколку значи растенијата имаме растенија од цветови, ама имаме и растенија кои што се храниме. А исто така, доколку немаме потребно доволно светлина, тие се садат во леја. Во леја. Не знам дали сте видели, има многу цвеќиња што луѓето садат во леј. Зашто го садат? За да одржува топлина, веројатно. Така, стават внатре плюс за да може да преживеат преку зимата. Вештачка светлина и за да имаат топлина. Исто така и ние се храниме, од таму ни доаѓаат на нас во зима доматите и сите растенија кои што ги има само на лето. Дали никогаш можеби сте саделе растенија? Не. Јас сум садела порано со баба ми, сум садела растенија, ама тоа било во градината. Во градината, така. А цвеќиња можеби сте саделе или не сте саделе? И ружи сум садела. И ружи, да. Тоа е најбавото нешто, значи според мене да се засади растение и да го гледаш како расте, односно како живее, како го негуваш растението од мало семче до големо растение. На растенијата кои ќе растат, што им е потребно, значи рековме најбитно, каде го ставаме растението кога ќе го засадиме? Пак покрај? Го ставиме во земја или покрај што? Внатре кој ќе го засадиме во саксија, да кажеме, покрај прозор. Да, бидејќи му треба светлина. Бидејќи му треба светлина, покрај прозорец го ставаме, односно да го фатиш најмногу што може сонце. Тогаш ќе приметите, децата ја може да направат еден експеримент, да засадат цвеќе во една картонска кутија од едната страна отворена. Сите листови ќе бидат свртени накај сонцето. Значи сите листови на крај доаѓа цветот ќе бидат свртени накај сонцето. Сега да видиме зашто ни служат. Благодарам наставничке, мислам дека веќе времето ни истече за овој час. Дали сме завршени? Тука или имаме уште нешто кратко? Уште малку имаме кратко само да кажеме дека со растенијата ни служат за здрава храна и со нив можеме исто така да правиме чаеви. Точно, може да се сушат листовите. Може ли едни напатствија за дечињата, само да им дадам за домашно? Да, може. Да земат едно морковче, во чаша вода, да стават прехрамбена боја доколку имат, ако не, сок на растварање. Кога ќе го земат сокот на растварање, што ќе го стават? Да го стават морковчето. После неколку часа да го извадат и да почнат да сечат. Ќе видат дечињата докаде фатила, например, со сина боја, докаде морковот како ја впива водата и докаде фатил сина боја. Ви благодарам наставничке многу. Ние завршуваме со овој час, меѓутоа имаме и следен час. Прво да проследиме еден джингл, па се враќаме назад.